Јас ќе признам дека не успеав во мојата мисија, но Балканскиот форум се уште не е неуспешен, така што ќе кажам неколку зборови и ако ми дозволите, би сакал да истакнам неколку прашања кои што се во врска со дискусијата која што имаме тука, а се однесува на активности на стратегии, се однесува и на изворите. Пред се, сакам навистина да се заблагодарам на Цивил и на сите партнери на Цивил. Ова не станува збор значи само за настанот, туку станува збор за определеноста и посветеноста на Цивил и на партнерите кои што они ги имаат, а многу мина ги немаат, кога се под напад, кога се под закани и кога се во такви ситуации кои што ги загрозуваат и нивните животи и животите на нивните семејства, така што задоволство ми е што сум тука. Сакам да ви кажам нешто во врска со активностите и стратегиите. Во таа насока треба да станува збор за приоритизација, а приоритизацијата треба да вклучи она што треба да се разреши и она што треба да се разреши веднаш, значи да се види она што ќе има најсилно влијание во Европа и во светот, и второ би било она што би можело да се направи од среден до долг рок. Она што треба да го препознаеме и треба да ја препознаеме и неактивноста, а тоа е дека луѓето во Украина за нив секоја секунда значи живот или смрт. Веќе оваа ситуација трае 3 години. Од 2022, а 10 години 2013. Така што мислам дека нашата слобода и нашата демократија и нашата безбедност е загрозена од Русија и ние не можеме да кажеме дека ја поддржуваме Украина, туку треба да кажеме дека Украина треба да победи во војната и дека ние ќе им помогнеме и дека Русија треба да биде поразена. Мислам дека тоа е навистина клучно. Ние тука зборувавме за емпатија, зборувавме за тоа кон кого ќе се покаже емпатија и милост. Кон кого? Кон Русија? Како? Никој не може да каже дека ние ќе ја поддржиме Русија за да ја заврши војната. Тие тоаш никогаш нема да го направат. Мора да бидат поразени. Војните во поранешна Југославија не запреа поради тоа што некој барал да се запре војната. Ние албанците, босанците не можевме тоа да го направиме. Меѓутоа, земјите од НАТО успеа да стават крај на војната и мислам дека тоа е тоа што треба да се направи и сега за доброто на сите нас, а најпред се за доброто на луѓето во Украина, бидејќи секоја секунда за нив значи живот. Мислам дека сега каде што сме е само да се ги повторуваме значи истите работи кои што долго време веќе ги кажуваме. Може да кажам дека тука на панелот сум најмладен, но имам 50 години веќе, половина век имам половина век животно искуство на Балканот и работно искуство во градењето на мир. Животот се уште ми тече, меѓутоа не сум успешен на второто. Да ви кажам една работа. Зборуваме за дезинформации, зборуваме за крајен десничарски национализам. Пред 30 години не значеше многу дали е крајен десничарски национализам и слично. Оно што беше важно е дека имаме проблем и дека проблемот резултираше во војна, крвава војна, етничко чистење и геноцид. И оно што денеска го живееме е се помалку од тоа. И треба да биде препознаено дека Западен Балкан не може да биде еден обичен бизнис, обична работа. Кога зборуваме за европската интеграција, треба да се преземат
смели чекори за да станат членки. Има, патем речено, дека една земја која што не сака да стане членка ни во едното, ни во другата организација, но за другите земји треба да има по-смели, да се чекори да се направат и да се донесат по-смели одлуки. И тоа може да биде и слабост, која што авторитативните лидери ја препознаваат. Вас ви е потребна Европската Унија да зборува, значи треба да се зборува 10 години да се види дали нешто е добро или не. Не ви е потребен Путин за тоа. И тоа не кажувам дека Европа треба да стане Путин, туку сакам да кажам дека ако ја препознаеме заканата и ако можеме да предвидиме што ќе биде следно, тогаш треба да постапуваме посмело и побрзо. И мислам дека она што го губиме на Западен Балкан се млади луѓе. А со тоа губиме една нова генерација на млади луѓе, млади лидери кои што можат да ја зајакнат демократијата во нашата земја. И исто така да изградат една поинаква визија за Западен Балкан. Ги немаме, значи колку повеќе ова трае, толку помалку демократија ќе имаме и ќе имаме повеќе авторитаризам. Во последните 5 години се докажа дека има помалку демократија и повеќе авторитативни тенденции во Западен Балкан. Мислам дека ова е моја теорија, кога зборуваме за дезинформации, зборуваме за наративи, значи кој ги гради и кој ги поседува тие наративи. И мислам дека за сите нас, за преостанатиот дел од нас, може да се согласиме дека на демократијата е потребно нешто. Тоа значи дека тоа се основните вредности за кои што ние се бориме, а ние се бориме за тие заеднички вредности за нас, за себе, за Европската Унија. Меѓутоа за Орбан демократијата е нешто поинаку. Тој е негов наратив. За Фицо демократијата е нешто поинакво. И и тие го покажуваат сето тоа. За некои други лидери демократијата, не сакам да навлегувам во таа насока, да одам во таа насока, но мислам дека наративот ние не сме собственици на наративот, него произведуваме наративот и затоа ја губиме битката. А ако се обидуваме да ги разрушиме и обелодениме ваквите дезинформации, едноставно не можеме тоа така да го направиме. Затоа што не сме ние тие што се собственици на наративот, а мислам и дека нашиот наратив треба да преовладува. Многу мина тука спомна политичката опозиција и јас се согласувам дека политичката опозиција има тука важна улога за да ја брани демократијата и човековите права, но има една работа која што е специфична за нашиот контекст и за овој географски простор. И ова е поврзано со нашата неодамнешна историја. Политичката опозиција сака да победува, кога станува збор за конфликти и спорови со други нации, тие немаат целосно поинаков став за тоа како може да се разрешат прашањата. Политичката опозиција во Грција не е иста со таа во Северна Македонија. Имавме некои лидери и го изгубивме тој момент, не го искористивме, но мислам дека правиме голема грешка. Тоа не е исто во Србија, не е исто во Босна и мислам дека треба да признаеме дека е добро за демократијата на овие земји, значи колку повеќе демократија има, то се надеваме дека помалку ќе има конфликти, но и дека нема да има сосема поинаков став кон оние во однос на оние националисти. А кога станува збор за Западен Балкан, кога зборуваме за војна, кога зборуваме за конфликти, можам да кажам дека е можно. Живеев доволно во оваа земја за да кажам дека е возможно. И ако гледаме терористички напади и луѓе кои гинат
од различни групи. Да, можно е. Единственото нешто кое што никој не може да го каже со сигурно е степенот на нивото. Меѓутоа, во насилството, војната може да се случат на Западен Балкан. И само на брзина знам дека многу зборував лично искуство, затоа што мислам дека е важно за луѓето да разберат за веќе повеќе од 30 години работам со колеги во целиот регион за да изградам мостови меѓу различни етнички групи. До 2022, кога не успеав и кога стануваше збор за луѓе и за колеги кои ги знаев повеќе од 25 години, веќе не ми беа колеги туку, стануваше збор за пријатели, стануваше збор за пријателства и сватив дека од оние кои што ги конзумираа овие информации и пропаганда, ние се претворивме во нивни извори. И тоа беше единствениот момент кога бев лут на себе си, кога бев толку разочаран во себе си. Не се откажав, но не успеав во тоа. И го препознав тоа, го сватив 30 години подоцна. Се уште имам енергија да продолжам, но мора да признаеме постоење на таков факт дека проектите може да добијат поддршка од различни донатори. Оно што останува во ДНК-то на конфликтните страни не може да се реши со површни проекти кои што решаваат на општи прашања, но не навлегуваат подлабоко во корените на проблемот и мислам дека го пренебрегнавме тоа 30 години и тоа ме прогонува сега. Мислам дека имаме две препораки. Не знам дали овие ќе се согласите со нив, дека не смеме да престанеме да создаваме сојузи на секаде преку Атлантикот со други етнички групи да се бориме за човековите права, слободите. И второ, мислам дека мораме да бидеме поумни кога создаваме свој наратив за тоа што е демократијата и што ние со сето свое битие веруваме.